Добро, почитувани представници на седмата сила. Владата на СДСМ ќе го врати достоинството во високото образование со ревидирање на последните контраверзни промени во Законот за високо образование со кои се згази автономијата на универзитетите. Веднаш ќе го конституираме Советот за развој и финансирање на високото образование и Одборот за акредитација и евалуација, во кој што мнозинство ќе имаат представниците на академската заедница, со што ќе се оневозможи мешање на државата во правата и слободите на универзитетите. Владата на СДСМ ќе ја спречи ВМРО-ската дискриминација во третманот на јавните универзитети која што постоеше до сега. Заради прекинување на импровизациите ќе преиспитаме дисперзијата во високото образование и таму каде што не се исполнети условите, истата ќе ја прекинеме, но затекнатите студенти нема да ги оставиме на цедило, туку ќе понудиме решенија за продолжување на студиите на матичните високообразовни институции. Подигнувањето на квалитетот на наставната дејност на факултетите ќе го оствариме со издвојување на вонредни средства за практична настава и теренска настава, она што само беше декларирано, а со години факултетите немаат добиено вакви средства. Во првите 100 дена владата ќе подготви измени во Законот за високо образование со што ќе се овозможи плурализам во студентското организирање, со што ќе оневозможиме партиски послушници и понатаму да ги узурпираат правата на студентите. Заради возобновување на замрената научно-истражувачка дејност за високообразовните и јавните научни установи ќе обезбедиме сериозна финансиска поддршка за организација и учество на меѓународни научни собири, за издавање и публикување во списанија со висок импакт фактор, за неограничен пристап до научните бази на информации и за реализација на научно-истражувачки проекти во кои што ќе бидат вклучени сите представници на академската заедница. И конечно, од академските институции ќе побараме да отпочнат со стратешки истражувања, со кои што ќе се овозможи побрз економски развој на земјата и решавање на најгорливите економски проблеми, како што се невработеноста, привлекувањето на странските инвестиции и технолошкото напредување на македонското стопанство. Значи, ќе даеме шанса на науката да учествува сериозно во надминување на оваа економска криза. Благодарам.